Ja sam Dragana Bosnik, akterka sam po profesija i moj život беше mnogo интересен, dinamičan su mnogo slučki rolji, patuvanja, teatarski predstavi. Međutim, paralelno со сето тоа во мојата душа се беше една празнина која не можеше со ништо да се исполни. Јас дојдов во Македонија да живеем тука со мојот втор супруг, кој од прв брак има две деца и јас од прв брак со мојата керка. Дојдов да живееме во една заедница која требаше да биде успешна, која требаше на сите нас да ни донесе радост и така и беше на почеток. Меѓутоа, како се одвиваше животов, во мене почна да се појавуваат некакви процеси, сомнежи, стравови, не знаев како да се снајдам, како ќе се вклопам, дали ќе го научам јазикот, дали колегите ќе ме прифатат. Во бракот почна да се случуваат некакви раздвижувања кои не беа пријатни и во мене се пројави стравот кој тек на време се зголемуваше, а слика за мене однадвор беше дека сум насмејана, ведра, дека се окей. Една година отидов на конференција која традиционално ја организира пастор Константин Кајшаров и на таа конференција слушнав дека Господ Исус Христос е жив. Кога дојдов дома после таа конференција, повеќе ништо не беше исто. Почнав да одам на состаноци кои ги држеше пастор Константин Кајшаров, а кои беа дел од обука на христијаните како да се живее живо христијанство. Јас не знаев што сето тоа значи. Почнав да читам Библија, Нов Завет, а подоцна и Стар Завет и таму пронајдов зборови и вистини кои се имплементираа во мојот живот преку срце, во смисол дека стравот го снемуваше. Чувствав олеснување, почнав да спијам нормално, пред тоа имав кошмари, стравови, не спиев, се трзав на секој звук. Почнав да се радувам, почнав да се смеам повторно. Во бракот не беше добра ситуација, јас останав на улица. Поточно мажот ми ме остави и останав без работа, без стан. Ситуацијава беше бродолом, крах, тотално потопување. Меѓутоа, јас се фатив за молитва и се фатив за Господ Исус Христос и за Библијата и продолжив. Мојот живот сега е сосем спротивно од сето она што го кажав. Јас сум радосна, ведра, се потпирам на Божји ветувања. Што значи тоа? Го перцепирам животот преку вера, преку надеж, дека се ќе биде и е веќе подобро. Немам страв во себе, мирно спијам, не се грижам и што е најважно, секој ден е се подобро и подобро. Во мојот живот се случи и чудо на исцелување од гинеколошки проблеми, од хронично заболување на синуси и така натаму. Имам впечаток дека повеќе од сите квалитети мои што се во животот, сега повеќе излегува и се изнесува, не само за мене, туку во секој сегмент од мојот живот.